Помина речиси 16 години, кога така да речам последен пат прошетав низ Осоговската регија, поточно речено кога во 2006 господово лето го посетив селото Милутинце. Ете како што вели народот, Господ милувал во Осоговскава регија повторно да дојдам, но овој пат по покана на клубот за екстремни спортови на Пењачи од Скопје и клубот за екстремни спортови Крива Паланка од градот Крива Паланка да направам нова документарно патеписна туристичка разгледница за ова регија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости на оваа регија, чија регија устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од целокупната историја на Македонија. Долго време, народски кажано, му се токмев да дојдам во овој дел на Република Македонија. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога Господ тоа ќе го каже. И навистина така и видна. Едно утро, пред самиот почеток на летото, ова 2022 господово лето, рано, мощне рано ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушав еден познат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, каков си? Да не те разбуди?" ми рече. "Добро утро," му реков. "Буден сум, одамна сум буден," додадо. "Овдека Цене Серафимовски, ако се сеќаваш, се запознавме на џипијадата во Шабако. Туку ете јас така порано, знаеш, по селски, се јавувам, имам една молба да те замолам, ако можеш да дојдеш со нас, со клубот за екстремни спортови на Пењачи и со клубот за екстремни спортови Крива Паланка, заедно да те прошетаме низ североисточниот дел на Македонија, низ Осоговието, да направиш една нова документарно патописна туристичка разгледница." "Што велиш?" ме праша. Слушај, вака да ти кажам, долги години се кандидувам, ама никако да се кандидувам, ете така народно да кажам, твојот предлог како што вели народот, како кес на десетка ми дојде, на повисок глас на шега му довикнав. "Ете сега кандисај се, јас своето си го кажам, сега оставам на тебе," ми рече. "Бива, како не бива," му реков. "Браво, бре Зоране, браво, да знаеш колку ми се исполни душава моја, а јас од дома ќе ми те земам и се ќе те организирам, ич да не му се секираш," ми велеше Цене Серафимовски. Рано, мощна рано во 4 саатот, Цане Серафимовски со неговиот за вакви екстремни спортови, посебно припремен џип, ме собрал на селбата во која живеам и за кратко време стасавме во Скопската насоба Черешњаво, каде што построени како за една утринска војничка смотра и под конец наредени беа за вакви екстремни спортови, посебно припремените 20 на џипови. "Зоране, одовде сега ми те предавам на еден од постарите, постар членови на нашиот клуб, Тони Јовановски, меѓу нас, а и пошироко попознат како Тони Волков. Тој ќе ти биде личен шофер," ми рече. "Очекуваме добро напињење. Со прва ракија идеме до 80, со втора ракија идеме до 140, со трета ракија идеме на дрва се качуваме и више четврта ракија летиме на кров и со Господ напред." Така е. Откако завршивме со предпоидовните подготовки, тргнавме на пат. Поминувајќи најсетне по 40 километарската автопатна делница Скопје-Куманово, потоа по магистралата Куманово-Крива Паланка, за неполни 50 и кусур минути пристигнавме во Крива Паланка,
каде што исто така беа построени како за наутринска војничка смотра и под конец беа наредени за вакви екстремни спортови, посебно припремените речиси 200 и кусур џипови, каде што не пречекаа членовите на клубот за екстремни спортови Крива Паланка. Продукцијата на Рио Филм рече еве неколку години редовно ги прати џипијадите кои што секоја година се одржуваат во Република Македонија од различни здруженија и на различни локации. Еве, се наоѓам овдека во Крива Паланка на офроуд џип турнејата Екстрем Крива Паланка. Вие сте председател на здружението. Ајде малку една лична карта на ова здружение, кога постои, која беше мотивацијата да ете и вие бидите дел од овие се македонски офроуд џипијади. Hvala. Prvo, golema благодарност до општина Крива Паланка, до организаторите. Благодарност исто така до спонзорите што се и голем поздрав до гостите што се дојдени. Каква е, колку години постои? 3 години организацијата постои и чисто така правиме да има едно обележување на работ, да бидат убавините на Осоговските планини и тоа. Која е трасата? 2 дена се одржува ова џипијада? 2 дена трасата е околу 65 километри. Некаде се вози по села, населени места, планински, Тураница, Руен, Царев врт, Калин камен. Денеска која етапа ќе помидиме? Денеска ќе водиме преку селата Сиче, Мала река, Голема Цицорија, Трново, Тораница и Калин камен. А утре имаме кружни трки и така. Па, ето што, како што вика народот, со Господ напред, да тргнеме и што се вика среќен пат на сите, причите овдека и да се видиме и до година што се вика. Да се видиме и да се дружиме. И овдека, откако завршивме со предпојдовните подготовки, караванот на џипови тргна по 60 километарската траса од дводневната офроад турнеја низ северогорието на Осоговските планини, поминувајќи низ градот Крива Паланка, насетне поминувајќи низ атарите на селата Осиче, Мала река, Голема Цицорија, Трново, каде што така да речам ни беше првата починка. Почитувани мои, предлагам дел од колоритната убавина која му ја дарила природата на Осоговскиото Северогорие да проследите во продолжение на оваа репортажа. Те слушай, Камазо! На колку џипијади до сега си бил? Па аз сум бил кавадарци, овде у Паланка. Што е тоа што те влечи да ги посетуваш овие природни убавини во Македонија? Па шуми, ливади, атмосфера, чист воздух, народот. Дружењето. Дружбата е најбитна дружбата. Така е. Кај ќе види првата починка денеска? Па, не знам, ќе видиме. Како ќе реши одлучи организатор? Да, така е. Ти од каде си иначе? Јас сум Слободан Воевски од фамилија Василковци од Горно Лисиче. Од Горно Лисиче. Така е. Познатото село каде што секоја година скоро време 25 години оди редовно којничата од Горно Лисиче до Мечки камен. Така, да. Сум учествувал во тоа. И тоа е патешествие. Не може да се опише, мора само да се доживее. Јас патувам со сите којници низ Република Македонија и горцем што секоја година Убаво е, секаде. И што се вика одиме горе на Мечки камен да се поклониме на хероите што ги дадоа животите за независна Република Македонија. Така е, за Македонија. Да ни жива Македонија. Амин. Ама и без ничего не се погоди, а?
Silni se povodi, a? Mora da ima mehaničari. Така е. Само не може задница да го снимаш, мајсторове. Алергичен е. Kako se vikаш? Andrej, Kako se prezivaš? Hristos, Koliko godina imaš? 8, U koje učilište učiš? po Andrej, Kako ti se vika učilištето? Linden, Koje odelenije si? 3, Sa što pomina? Odličan, a? Kako ti se vika učiteljkата? учитель Kako ti se vika učitelот? Слободан, Dobar ili strog je? A kako ti se vika drugarčето što sedi do tebe do kupata? па ние са мени, Se menuvate? Što se kažeš da vidiš koji će porastiš? полицаец. Policajac! Da rastiš golem. Почитувани мои, по краткиот одмор, карбанот джипови продолжи по така да речем вториот дел од првата траса, пробивајќи се низ многовековната Давово-Букова шума во правец на правеот Тораница и на селото Узем, накачувајќи во правец на планинските Била и Подгорја, Пишебица, Набои, Љути Рид, Крива река, селиште, црквиште, каде што и тука застанавме да се насладиме од колоритната убавина што со милениуми ја создава природата. Погледнете и уживајте. Почитувани мои, по краткиот одмор, карванот джипови продолжи по така да речам третиот дел од првата траса, пробивајќи се низ многовековната Давово-Букова шума и питомите планински пасвишта во правец на првиот Султан Тепе, каде што и овдека застанавме да се насладиме од колоритната убавина што со милениуми ја создава природата. И овдека погледнете и уживајте.
Почитувани мои, додека се насладувавме од колоритниот пейзаж, проткаен од недогледните високопланинско-солински падини, послани со природните плантажи на планинските боровинки, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за еден од неколкуте планински врвови кои питомо се извиваа високо во осоговските небесни синила, Султан Тепе, а во географските карти забележани како царев врв. Северозападно на високиот врв на Осоговските планини, Руен, на 25 километри од најблиската урбана средина Крива Паланка и на 20 на километри од скијачкиот центар Пониква, распослан на 2085 метри надвршка височина, се наоѓа врвот Султан Тепе, чие име го носи во чест на отоманските султани, чие значење на вториот дел од името Тепе е Рид, народски преведено Султанов Рид. Султан Тепе во географските карти забележен е и како царев врв, чие име го носи по 20 македонски цареви кои владееле со средновековната македонска држава, во историографијата запишани како владетели со Византија и со Цариградскиот црковен престол, кои пред секое ново завојување со непријателите доаѓале овдека заедно со воените стратези, кроејќи го планот за воените действија, а еден од нив овде на царев врв престојувал и македонскиот цар Лав VI. Местоположбата на овој врв во минатото, а богами денеска има стратешка позиција. Во изминатите векови на ова место постоело големо воено утврдување, а за тоа говорат денешните остатоци од големото воено утврдување кое во 1918 година го изградила војската на државата на кралството Србите и Славенците, а од 1920 година во историографските записи е забележана како кралството Југославија, а од 1944 година Федеративна Народна република Југославија, а од 1954 година па се до незиното распаѓање до 1990 година како Социјалистичка Федеративна република Југославија, чии воени објекти беа во функција се до 1991 година, чии воени објекти по презамањето на воените власти на Република Македонија и неодамнешното нивно напуштање се вистинска руина. Од некогашното воено утврдување денес се зачувани остатоци од два објекти со ѕидови без кров, кои обстојуваат на меѓусебно растојанија од 30 на метри, кои представуваат реперни и идентификациони точки во просторот, кои сведочат на едно време минато. Со реставрација и преинамена на овие објекти во планинарски дом, каде што помалиот објект ќе биде наменет за колективно домување со сите потребни содржини, а поголемиот ќе биде достапен за сите посетители, кој ќе биде втопен во постојниот пейзаж, не само што ќе ја задржат својата историографска знаменитост, туку и со нивната местоположба, ќе го поттикнат престојот во природата на многу бројни посетители, како од Република Македонија, така и од балканските простори. Почитувани мои, по краткиот одмор на Султан Тепе, карванот џипови продолжи по така да речем четвртиот дел од првата траса, пробивајќи се низ питомите планински пасишта во правец на Калин камен,
каде што тука некаде превршуваше првиот дел од 60-километарската патна планинско-долинска траса, чие име го носи поубавата мома Калина, за која девојка легендата вели дека во градот Крива Паланка во турско време си живеела една многу убава мома по име Калина. Арно ама, Кривопаланечкиот кадија многу ја бенисал и решил да ја граби и да ја донесе во неговиот харем, со намера да му биде главна жена Хана Хатун. Кога разбрала Калина, не сакајќи насилно да се ја смени верата, решила да избега далеку во гората, овдека на ова место, крејќи се меѓу неколкуте големи грабадни камења, каде што и го завршила својот овој световен живот, а народот во незина чест и до ден денеска ова место го викаат Калин камен. Почитувани мои, предлагам дел од нашето вечерно логорување на Калин камен да проследите во продолжение на оваа репортажа. Како се викаш? А како се презиваш? Петро. Колку години имаш? 9. Кој деление си? Петро. Како ти се вика учителката? 5. Добре или лоше? Добре, а? Што ти оди поќе? Математика, македонски, ликовно, физичко? А ти како се викаш? А како се презиваш? Кој беше твој сопис? Колку години имаш? 7. Одиш на училиште? Да. Кој деление си? Како ти се вика учителката? Мирјана? Мирјан. Лошо или добре? Лош. Лошо, е? Ајде големи да растите. Договорено?
утринава за учесниците на GPA Добрка Крива Паланка се приготвува чорба. Как 4 зайци диви така? и батаци. Так. Како оди рецептата од кои ќе се сварат зајците, така речено, што кои се мируди треба да бидат поставени? Обично како за секоја чорба. Так. Твоето име и презиме? Стефановски Борч. Од каде си? Крива Паланка. Крива Паланка? Да. Доаѓаш често пати овде во Калин Камен? Како е отворено рели секоја година. Така. Туку ти едно шука старите гледа чорбата да не загори, што се вика? Така. Нема шансе. Така. Го приготвувате моторот. Што му фали сега? Ништо, само гумата се стави. Само гумата, а? Како помина вчера? Супер, а? Тешка беше трасата или лесна? Лесна. Како е твоето име? Давид. А твоето? Марио. Прв пат доаѓаш? Втор пат, а? Да. Како помина синоќа? Убаво беше? Со музика, со... Што ќе пренесеш на твоите врсници во Скопје кои ќе си појдиш? Дали убаво да дојдат во било кој дел на Македонија, затоа што Македонија има многу убавини? Да, многу. Да сте здрави и живи? Так. Да ги представиш по име по презиме твоите другари од напењачи кои што денеска се наоѓа овдека на Калин Камен. Сами ќе се представали. Сами, најубаво е. Твоето име? Јас сум Сапоче. Така? Дејан. Ти, господине? Јас сум Ивица. А ти? Ивица. Ице. Хацак. Дека е турист. Сега ова да ја прашам. Денеска адреналинот е на полна линија што се вика. Одиме горе на надпревар, ќе освоиме прво место, така? Дечко, ќе се води ќе освои прво место. Ево пред тебе. Значи, нема да изнемерите. Ајде, до среќа нека е. Така. Утрото по денот се познава, вели народот. Небото беше ведро, времето не многу студено, планинско што се вели. Сонцето што толку изгреваше над планинскиот горостас врвот Руен, чии сончеви зраци ја огреа питомата падина на Калин Камен. Почитувани мои, предлагам дел од колоритната убавина која му ја дарила природата на Согоскиото Северогорие да проследите во продолжение на оваа репортажа. Откако привршивме со утринските предпојдовни подготовки, караван од джипови се упати во правец на една од многуте полијани на Калин Камен, каде што започна спортско надпреварувачкиот дел од поединечно брзинско и прецизно возење на веќе претходно подготвената спортска патека од страна на организаторот Екстрем клубот Крива Паланка.
Почитувани мои, и овдека предлагам да проследите дел од надпребарувачкиот карактер на учесниците, каде што на победниците од страна на организаторот им беа доделени спортски признанија. Ама што сите лични убави. Да се јувате пекари и на другите што ќе се прават цела Македонија. И ваков тим победнички да учествувате и на балкански турнеи и отиде да ни донесете пекари и да рекламирате Македонија. Да ни е здрава жива Македонија. Почитувани мои, традиционалната спортска манифестација, фестивал на екстремни спортови, Екстрем Крива Паланка 2022 година, полека завршуваше. И овдека по завршувањето на предпојдовните подготовки во правец на урбаните македонски средини, заедно со карвано джипови, го напуштивме горостасниот планинско-совски Питоп Баси со едно ново доаѓање.